Советниците на СДСМ од Босилово се правдаат дека се за референдум за рудникот Иловица, но медиумите лажеле и правеле конструкција од одлуката на седницата. Советникот Лазар Пеневски на пресконференција демантира дека се прогласиле за ненадлежни за распишување референдум за стопирање на работата на рудникот Иловица. Тој тврди дека иницијативата што ја поднеле Спас за Струмица е правно неиздржана и по нејзиното комплетирање ќе ги поддржале во постапката за собирање подписи. Информацијата која беше пласирана преку медиумите дека Советот едногласно одлучил дека се оградува од распишување на референдум е целосна конструкција. Вистината е дека една од точките на дневен ред беше барањето на граѓанското здружение Здрава Котлина, кое се состоеше од две подточки. Првата подточка беше запознавање на советниците околу последиците од отварањето на рудникот Иловица, додека втората беше договор околу распишување на референдум за стопирање на рудникот Иловица. Пеневски на пресконференцијата не кажа зошто советничката група на СДСМ не предложи Советот сам да донесе одлука за референдум, без собирање подписи, опција што исто така ја дозволува законот за референдум. На седницата на Советот пред 2 дена, сите 15 советници од Советот на општина Босилово заклучија дека референдум ќе распишат кога иницијативата Спас за Струмица ќе достави листа со подписи кои ќе бидат 20% од гласачкото тело. На тој начин Советот и градоначалникот се заштитија од евентуални кривични пријави, зашто сметаат дека за работата на рудникот Иловица треба да одлучува владата. Сега да кажат може да почнат да работат, 2020 крај на годината дали ќе преработат. Значи не е това утре и ај са на бразина па да направиме грешки, па ај после такви пријави, онакви пријави и за вас како совет, и за председател, и за мене, и за службите. Значи дај да го издефинираме еден заклучок. Значи аз ви кажа, мислам дека треба да им дадам да сложите, да им дадам право и да се каже, че се каже, а у меѓувреме ќе се течат и имат контакт со службите и ќе се насочуват како да се дојде до това што они го сакат како цел што би имат поставено. Претходно председателката на Советот ги информира граѓанските активисти дека нема да присуствуваат на седницата, со образложение дека потребно им е прво советниците меѓусебно да се координираат пред да ги сослушаат аргументите на иницијативата Спас за Струмица. Седницата на Советот беше јавна и ја следеа медиумите.